Новиот директор на Stellantis го очекува жешко лето. Една од првите тешки одлуки што треба да ја донесе е судбината на Масерати. За тоа како ќе ја скрои има повеќе приказни, од кои најчесто во јавноста се споменува продавањето на марката. За сега само како шпекулации, но сепак возможна со оглед дека пред некој месец е ангажирана консултантска куќа која има за задача да ги разгледа сите опции. Заинтересирани секако има, но тие доаѓаат од далечниот исток и никому нема да му биде мило да се предаде едно такво име како Масерати во кинески раце. Друга веројатност е компанијата да се спаси со потесна соработка со Алфа Ромео. Тоа секако ќе делува позитивно, бидејќи двете марки имаат заеднички проблеми, но неминовно ќе доведе до преклопување на понудата, иако едната настапува во премиум сегментот, а другата во луксузниот. Дополнителни тешкоти на Антонио Филоса му создава и поделеноста на раководството на Stellantis за тоа кои идни чекори да се преземат, а времето не работи во ничија корист. Продажбата на Масерати продолжи да тоне, предизвикувајќи милионски загуби. Негативните трендови ќе останат бидејќи Гибли и Леванте ги нема повеќе во гамата, а нови модели не се очекуваат пред 2027 или 2028 година.